Информациите стигнуваат до вас. Беровското бачило мека за туристи од целиот свет. Холанѓани, австралијанци, израелци, американци, срби, бугари и македонци оваа сезона дошле на бачилото за да го осетат вкусот и да ја почувствуваат традицијата на малешевијата. На 1400 метри надморска висина бачилото како неосвоена тврдина представува предизвик за современиот турист кој во годините на напредна технологија и урбанизација се враќа назад во природата за да ја осети во полн сјај. Американецот Дејвид, привлечен од македонската народна музика и песна, од гостопримството на луѓето, вели дека за него Македонија е рај. Берово е многу убаво. Многу сакам планините и тука се многу убави. Дејвид со пријателите прошета низ Малешевските планини. По пешачката патека со поглед ги пратеше убавиот Пирин и раскошната природа, богата со растенија, густи шуми, мало езерци и изворска ладна вода. Бачилото само ја збогати автентичноста на туристичката понуда, позната како алтернативен туризам. Баш добро, многу добро. The food is real добро и поглед е убава. Само денес вредните домаќини семејството Панковски нагостија 50 на туристи. Па, руралниот туризам се надеваме дека ќе има еднина во него. Гости се доста благодарни од тоа што го работиме. Им даваме здрава природна храна. Па и месев зелници, баници, салати. Семејството Панковски живее од земјоделието, чуваат 200 овци, десетици грла крави, произведуваат над 100 канти сирење, но и над 300 литри природни сокови од сите овошни плодови низ Малешевијата. За нив руралниот туризам е предизвик, за кој повеќе се зборува, отколку што се инвестира. Па на бачилото му недостасува струја, како што гледате, тоа малку куца. Пат исто до бачилото едно 500-600 метри, треба малку се инфраструктура да се поправи. И тоа е, сега ние влагаме напори, трудиме се, бараме од државата, па ќе видиме до кај ќе стигне. Бачилото Клепало е успешна, приказна и скаена од малешевската традиција кој туристите ја сакаат. Тоа е шансата за руралниот туризам кој ги прави првите чекори во наисточниот дел од државата.